Старите велат во виното е вистината, но многу ретко кој говори за самите почетоци на производството на вино. Агроспектар денес се наоѓа во музеот во Демиркапија, каде ќе поразговараме со Маја, менаџер во музеот, која подетално ќе ни објасни за почетоците и производството на виното. Патот на виновата лоза е приказна долга 6000 години и потекнува од Грузија. Сокот од виновата лоза, наречен винум или пак вино, представува не само обичен пијалок, туку тоа е ритуал и обичен медијатор кој што го прочистува целото тело и душата. Негови божествени промотори се Дионис и Бахус. Тие се многу познати на народот и воопшто, значи во цел свет. Како храна, но и како лек за телото и душата, тој добива на ексклузивност. И ние, човечкиот род, сме само дел од неговата возвишена мисија, на патот на развојот на човечката цивилизација. Постојат многу песни и поговорки кои што го утврдуваат и неговото значење. И ние овде во музеј на вино Демиркапија имаме дел од нив. Значи, тоа беше сепак малку за историјата и почетоците на виното. На самиот почеток би сакала да проговориме за почетоците на индустриското производство на вино и ракија во Тиквешијата. За овде првите индустријски почетоци во Тиквешкиот вински регион, кој што е доста познат во целата Република Македонија, може да се спомне дека во далечната 1885 година се јавува една фамилија Велкови од Демиркапија, која што во 1885 година сами почнуваат со производство на некои видови на вино и на познатата традиционална домашна ракија. Малку подоцна, значи за време после 1885 година, од прилика 1927-28 доаѓа и познатата винарија во Демиркапија, тоа е Вила Марија или пак кралската винарија. Зошто кралска винарија? Заради тоа што кога српскиот крал Александар Караѓорчевиќ бира и одлучува кое е сепак најдобро и најпогодно место и со климатски услови и сето тоа за да тој може да направи винарија, а пред се и да си насади и постави своји лозови насади, неговите експерти му укажуваат дека Демиркапија е точно најпогодното место за тие почетоци на вино, производство на вино и сепак да ја направи и својата винарија. Па така да во 1927 година тој доаѓа овде и имотот каде што е сега позиционирана и винаријата Вила Марија, тој ја откупува од двајца тогашни турски бегови. Ние овде во музеот ја имаме и оригиналната турска тапија со која што е напишано се тој купопродажен договор. Во 1928 година почнува и Вила Марија со работата, се точи и првото вино, кое што е сепак со етикета на српскиот крал Александар Караѓорчевиќ. Сето тоа се прави по тој кралски стандард со самиот знак на кралското семејство и почнува и винаријата. За да подоцна се направи и Вила Марија и името да остане Вила Марија, кралицата Марија одлучува дека таа сака да има свој дел и свој простор, каде што таа кога би доаѓала би одседнала. Се прави и самата Вила Марија, која што и до ден денеска го носи името. За време на Втората светска војна почнува со работа, стартува и винаријата Тиквеш. Тиквеш е винарија која што доста е позната во Република Македонија, заради тоа што тие се двигатели на винското производство како за производство во Македонија, исто така тие го пренесуваат и надвор од границите на Република Македонија. Тие се, според мене, значи двигатели на сето тоа винско производство, заради тоа што имаат најголем број на вина, кои што се доста добри, доста ценети и сите имаат по некоја награда и признание. Потоа, нешто покасно од винарија Тиквеш се јавуваат и помодерните винари,
како што е во Демиркапија Попова кула винарија, а од 2009 година почнува и со помодерниот туристички оддел, каде што има ресторан и сместувачки капацитети. Тука се јавува со работа негде 2009-2010 и винарија Стоби, кое што е во близина на Градско. Тие имаат доста добра технологија, модерна технологија на производство на вино и сепак и тие добро се пласирани и познати на пазарот. Музејот на вино е директен репрезент на винската конзулна култура. Што ова значи? Можете ли да ни објасните подетално? Музејот на вино е отворен 2010 година, позициониран во општина Демиркапија и е сепак тематски музеј. Значи, тоа е музеј на вино. Тоа значи дека овде во просториите на музеј на вино има 3 поставки, од кои што археологија е првата, потоа доаѓа винската галерија и на крај Демиркапијани стари фотографии. Но самиот музеј на вино е единствен во Република Македонија тематски. 5 се јавува во Европа и 12 во цел свет. Моментално, каде што се наоѓаме во винската галерија, има различни видови на предмети и садови, кои што претежно се работени, рачно декорирани, и сите тие служат за да ни појаснат и да ни покажат каква е таа винска конзумна култура. Значи, виното само по себе треба да биде преточено и ставено во соодветна чаша, за да може и самиот вкус да се проба и да се види. Па музејот на вино, сите тие, како што кажав и претходно, ги има сите тие потребни садови, кои што ја отсликуваат винската конзумна култура. Но сепак тоа се држи на ниво на цел свет, заради тоа што тоа се почетоци многу години наназад. Значи, виното се јавува многу години наназад и ние имаме многу доста стари работи, како што се чаши и пехари за точење и наливање на виното. Сите се рачно оправени, рачно декорирани и 80-85% од нив се од кристал и од стаклото. Кога зборуваме за виното, не можеме да не споменеме соработката која што музејот ја има со винариите. Може ли да ни објасните каква е соработката и кои се начините на презентација кои што ги правите за виното и ракијата во Тиквешијата? Музејот на вино сепак е матица или мајка на локалните винари во овој Тиквешки вински регион. Ние може да се пофаламе и да кажем дека имаме доста добра соработка со локалните винари, значи сите тие се отворени за соработка, заради тоа што кога доаѓаат туристи, кај нас доаѓаат претходно да се информираат за сета таа винска конзумна култура, да видат, да имаат представа и на крај сепак да може да одат во винариите и сето тоа да го претоџат со конзумирање на добра чаша вино. Кога зборуваме за виното, многу ретко или ретко кој знае како се сервира, се служи виното, како се препознава неговиот квалитет. Овде можеме да видиме неколку видови на чаши, нивни облици и големини. Можеме ли малку да проговориме околу послужувањето на виното, квалитетот на виното, како да го препознаеме и како да знаеме во која чаша треба кое вино да го послужиме? Така. Значи, во Македонија, воопшто и во цел свет се јавуваат 3 видови на вино. Тоа е белото вино, црвеното вино и розе виното. За црвеното вино сите знаеме дека тоа се добива од сортите на вино како што се Вранец, Мерло, Каберне Совиньон и останати. А додека пак белото вино кај нас овде во овој Тиквешки вински регион најпрепознатливо е по сортите како што се Темјаника, Смедеревка и некои останати други. Додека за розете карактеристично е да се каже дека тоа се прави со мешање на повеќе видови на вино. Во тој случај на црвено и на бело вино. Виното само по себе е многу специфично. Значи, секакви видови има на сорти на вино, од кои што со различни вкрстувања се добиваат различни видови на вино. Потоа различни видови на вино
самото по себе кажува дека во својот состав има различни компоненти, како например цветни ароми, овошни, цитрусни. Тоа повеќе дава прилог кај белите вина и повеќе тие се ароматизирани. Додека пак за црвеното вино се знае оние што се вистински љубители на црвено вино и кои што може да го поднесат тој силен и висок процент на алкохол на црвено вино, тие си уживаат во него. Ние имаме различни видови овде во музеј на вино на чаши, кои што се сами по себе уникатни, со рачни насликани декорации, како например еве овде овој сет на чаши кој што е со насликана винова лоза, може да забележите, и со прекрасни гроздови кои што го отсликуваат црвеното вино. Тие се од Италија, значи потекнуваат од Италија и се од втората половина на 20-тиот век, рачно декорирани. Овде имаме 3 видови на чаши кои што говорат за конзумирање на различно вино. Како например оваа чаша што ја имаме, таа зборува во прилог на сервирање на пенливи вина, кои што се исто така многу прекрасни, и исто така во нив може да се стави и одреден вид на бело вино. Другата чаша е за сервирање или точење на црвено вино, може да ја забележите по нејзината масивност и по тоа колку е таа, значи, грациозна. И третата чаша исто така служи за внатре да се стави одреден вид на црвено вино. Значи, како што спомнавме, само по себе виното треба да е на одредена константна изладена температура, за да може да ги осетиме сите тие аромати кои што само во себе ги испушта виното при неговата конзумација. За белите вина типично е да се каже дека тие подлежат на изладување негде од 10 до 12-14 степени на изладување, за да може да се конзумираат и да се осетат. Исто така, што е многу битно за да го осетиме вистинскиот вкус и сите тие аромати и зачини, така да кажем, што ги има во виното, многу е битно додека се конзумира виното на кој начин се држи самата чаша. Значи, виното се полни и битно е да се држи за својот сталак или своето столче и во неговото тело. Зошто? Заради тоа што виното, кога чашата би била полна овде до овој дел, ако ние би ја фатиле со нашата рака, со нашата константна температура телесна што ја имаме, ние го топлиме. А со тој начин ги пригушуваме сите тие компоненти кои што ги содржи виното. Значи, многу е битно да ги држиме за сталокот и за неговото тело. Исто така, нешто што е добро да би го направиле за да може подоцно да го конзумираме виното и неговиот вистински вкус, е да со самото негово точење ние претходно да земеме чашата и ја завртиме во круг, значи со меки кружни движења, за да може тоа од своето тело да ги ослободи сите тие состави и својства кои што ги поседува. И подоцно со мала голтка да можеме да уживаме и да се препуштиме на тоа совршенство. Сум приметила и забележала дека постојат повеќе величини на чашите во кои се служи црвеното вино. Која е овде разликата помеѓу чашите и незината големина? Постои ли можеби нешто што претходно треба да се знае за самото послужување на виното? Во која чаша, во кој момент, можеби во која прилика сето тоа се прави? Така, сомелиерството сепак е струката или гранката која што се бави со тоа, значи секој ресторан поседува свој сомелиер кој што може да го стави виното во претходно онаа чаша која што одговара за видот на виното. Но тука доаѓа една разлика од самата големина на чашата и од самиот вид на виното. Сите не асоцира кога ќе видиме некоја голема чаша дека внатре се става црвено вино, но сепак и на тие големи чаши постојат повеќе величини на големина на чашата. Тука се тие вина, значи дали виното е десертно, дали виното е тешко или се конзумира со ручек или пак со месо, со некои одредени храна и пијалоци. Тоа е за тие црвени вина, додека пак за белите вина тие се во елегантна чашка, односно белите вина кои што се претежно од сорти темјаника и тие такви, тие се во таа бела елегантна, значи чашка, а останатите пенливи се уште во потенка чашка што не асоцираат на шампањ и на тие работи. Значи секое вино во својот состав
какво е, дали е десертно, дали е некое друго вино, во однос на тоа би била и чашата. Сега тука се остава малку и на изборот на самите, значи, во ресторани типично да кажеме, самите газди кои што се во рестораните, тие си бираат по свој стил, сепак да се задржи големината, да се знае црвено вино е за таа чаша пригодно, а белите вина и розето се пригодни за другите чашки. Како да знаеме, како да одбереме кое е вино со која храна оди? Тоа е многу специфична работа. Обично си пиеме со ручек, си знаеме да се напиеме по една чашка винце, сега секој што преферира од својот вкус, дали црвено или пак бело, розето малку на нас тука во тиквешијата сеопфатно и во Македонија ни е непознато, ние одиме на црвено и на бело. Значи, типично и да немаме потоа проблеми, да кажам, со желудникот, желудочни проблеми, кога се конзумира некоја храна која што е побогата со сите тие масти и протеини, односно месо, се конзумира црвеното вино, заради тоа што треба да се има јака подлога на храна, за да може нашиот организам да го истрпи тој процент на алкохол кој што го поседува тоа јако црвено вино. А знаеме дека црвено вино испод 13% на алкохол, да кажам, нема. Значи, повеќе има процент на алкохол црвеното вино и затоа се конзумира со храна која што му дава добра подлога. Додека пак белите вина може да се конзумираат со различна храна, може со некој си десерт, како завршница на таа дегустација и конзумација на виното. Може да се конзумираат и онака, значи со некои јадења, како мезена даска, прашут, различни видови на сирења, кои што се мастни и сепак кога ги мезиме, значи кога го пиеме виното, односно го мезиме со храната, го осеќаме и доловуваме вистинското тело и сите основни компоненти кои што ги има виното во него. Значи, многу е битно која храна да се конзумира и да биде добро, значи, сложена со тоа вино, да има добра подлога и основа. Не можеме да не споменеме дека некогаш во минатото виното било напиток специфичен, односно препознатлив само за високиот сталеж. Тогаш и садовите, односно чашките во кои што се пиело виното биле многу поразлични од денеска. Овде мислам дека имаме дел од нив. Може малку подетално да ни објасните? Во нашата колекција, во оваа винска галерија и се вкупно и во музеј на вино, Демир Капија, имаме дел од сите тие што се садови, претежно од керамика, за конзумирање и дегустација на виното и отсликување на севкупната винска конзумна култура. Овие садови што ги имаме прикажано овде се од различни периоди и различна датација. Еве како на пример овој што е горе, тој е мал, бокал е тој и се јавува негде 3-2 век пред нашата ера. Во минатото било карактеристично дека се сведувало на керамиката. Керамика била основна, значи, примеса која што од неа се правеле сите тие бокали и некои видови на чашки, за да може да се пие претежно водата пред се, па подоцна некоја куќа, ако може да си го дозволи виното, заради тоа што, како што напоменавте и вие, секоја куќа и секој слој на луѓе не можел да си го дозволи виното, заради тоа што виното само по себе било божествен и, така да кажам, елитен напиток кој што се конзумирал. Претежно се конзумирало црвеното вино за разлика од белото вино. Ете причините, дали заради тоа што имало висок процент на алкохол, дали заради тоа што била повеќе застапена виновата лоза која што го давала црвеното вино. Сепак тоа се многу прашања кои што детално бараат специфична обработка и разгледување на сите тие прашања, но сепак виното постоело многу години наназад и сепак ќе постои се додека ги има луѓето.
Специфично е односно и многу битно е чувањето на виното, складирањето на виното, бидејќи од самото складирање зависи и вкусот, нели, и квалитетот на виното. Овде имавме можност да видиме и некои и од постарите, но и од сега посовремените начини на чување на вино. Колку тоа е добро и кој е најдобриот начин всушност за чување и складирање на виното? Во давнешно време виното се чувало и се складирало по можност во што поголема површина. Ние овде во музеот имаме два видови напитоци кои што се од различен период. Едниот ни е од осно-бронзено време, а додека другиот е од римски период. Тие питоци се керамички посади, се многу големи по површина и се полнеле внатре во нив 3 работи. Претежно се полнело виното, потоа житариците и брашното. А зошто тие 3 работи? Заради тоа што тие 3 работи во текот на летните периоди, кога знае да биде нели и најголема жештина, треба да ја имаат таа ниска, константна температура, за да бидат здрави и да може да се конзумираат и подоцна во останатите периоди. Тие се полнеле од прилика до горниот дел на питосот, одат длабоко под земјата, најчесто и секогаш со капак, и земјата, почвата е таа која што ги држи на таа темна површина да бидат и да ја имаат таа студена температура за да може да останат свежи. Кога виното е најквалитетно? Виното е најквалитетно веднаш, значи штом се отвори, веднаш да се испие. Ние знаеме обично да си го отвориме виното, да се напиеме по чашка, 2 и толку. Значи не можеме, го ставаме во фрижидер и продолжуваме утре. Но сепак свежината се осеќа дека не е таа како што била во првобитното наше конзумирање и пробување на виното. Заради тоа, значи, најдобро е виното да биде изладено на таа негова константна температура на која што подлежи и да може ние да го конзумираме додека е отворено. Колку е временскиот период за одстојување? Кога, после колку години, например, го добиваме оној прав квалитет? Постои ли тука можеби некое правило, да кажеме дека обично старите знаат да кажат со години е старо, значи е добро? Да. Значи, одредени видови на вино подлежат на тоа одстојување во буриња. Па заради тоа и го носат називот барик. Се јавува вино од различни винари, например сорта Шардоне барик. Заради тоа што претходно подлежело на одстојување одреден период, некогаш се јавува и година-две, во буре. Зошто во буре? Значи, во буре се става виното да отстои заради тоа што бурето е тоа кое што може да го заштити од сите надворешни влијанија и топлина и светлина, а сепак да му даде еден поинаков шмек, еден поинаков мирис и вкус на самото вино, односно да го озрее виното до посакуваниот вкус кој што ние понатаму го сакаме. Сега интересно е да се каже тоа што белите, за разлика од црвените вина, може да истрпат помал период на тоа лежење во бурињата за разлика од црвените. Црвените во нашата тиквешија нема куќа кој што не си прави чисто за своја душа црвено вино и си го користи, значи понатаму и за слави и за сите своји сопствени конзумирања. Колку можеме да го споредиме квалитетот на домашното вино направено во домашни услови и она во винариите? Домашните услови, секој што појдува да прави, го прави виното, значи по традиционалниот рецепт кој што секој домаќин си го прави. А додека пак правењето во винариите е голема и опфатна тема за зборување, но сепак на кратки црти, кога домаќин го прави виното во својата куќа, виното подложи на основните работи кои што треба да ги има и за краток период да се направи. Не подлежи на ставање специјални внатре
да кажам, примеси, аромати, за да добие посебно тело, посебен мирис. Значи оригинално се прави виното за некое време, да не кажам месец-два, си го имаш и си го конзумираш, додека винариите го прават тоа по подолг период, па и затоа секоја винарија си има вино од реколта 2010, реколта 2011. Од секоја берба подлежи на година време правење и сето тоа за да може да се проба. Има плюс и во домашното производство на вино, а има голем плюс и во модерното, односно во винариите, во тоа производство на вино. Сепак се е на вкусот на човекот и на тоа секој каков вкус си има. Пред да дојдеме до главниот производ на виното, нормално најпрвин следува грозјето, одгледувањето на грозјето и бербата на грозјето. Колку овде одгледувањето на грозјето има голем удел во квалитетот на виното? Во тиквешијата нема некој што се пожалил на нашето тиквешко вино. Пред се ете црвеното, акцентот се става на црвеното вино, значи нема таков човек. Јас мислам дека овде едно што климатски самите услови се задоволителни и на нивоот повеќе од задоволителни, сето тоа влие сончеви денови, мрзнења и сите тие работи. Јас мислам дека и самите домаќини кои што имаат свои лозови насади, површини на лозови насади, тие се грижат многу. Значи, од најпрвите операции на кроење за кројување, на потпикување што викаме на самите ластари во редовите, на прскање што се прави. Сето тоа се операции што секој ги прави, ги врши редовно и стварно, значи, се посветува големо внимание за да може да испадне тој последен производ од одгледувањето на лозјето. Сега некои, значи, виното сакаат да си го остават за дома, за да може понатаму да го вара, да го печат, да го прават ракија или пак да го прават вино, а останатите тоа го пласираат на некој друг пазар. На крајот некаде од нашиот разговор би сакала да напоменам дека, поточно, вие ќе ми кажете за посигурно информација, Темиркапија е се почесто посетувана и од странски туристи. Колку тие знаат да дојдат, да прашаат, да побараат квалитетно вино од теквешијата? Од кога е отворен музеј на вино, почетоците на 2010 година, до сега, заклучно до 2016 година, бројот на домашни туристи, на странски туристи севкупно е многу, значи, зголем. Кога доаѓаат тука туристи, претежно домашните, ќе ги прашаме како се информиравте, докаде дознавме дека постои музеј на вино и винската конзумна култура. Од пријатели, значи нивните пријатели што биле тука од пријатели, додека пак странците, кога ќе ги прашаме истото прашање како се информирале, тие кажуваат дека тоа се го пребарувале на интернет. Значи вино, кога доаѓаат тука, викат што се има од вино и кажете ни се за вино. Тие се толку восхитени од цела винска култура, значи мислам дека ептен те гледаат со посветеност и со внимание кога им ја правиме и самата презентација овдека. Сакаат да знаат многу за традиционалното, значи како почнува од бербата на грозјето, како подоцна се става во казан за да таа подложи на варење на ракија, до гмечење на грозјето и стискување на сокот, сето тоа што се прави со преси, со мулјачи и со различни машини. Сето тоа ги интересира и сакаат се што повеќе и повеќе да дознаат за тоа. Ние овде во Музеј на вино имаме и наш мини казан, кој што го отсликува процесот на варење на ракија и тие кога ќе дојдат тука, кои ќе го видат, значи тоа му е вистинска атракција, нема некој што не посакал да се слика со него. Па и плюс кога ќе дознаат дека има една традиција, додека се вари самата ракија, внатре се става и кокошка изчистена и со самото варење и сите тие примеси кои што ги дава комињето од ракијата, тоа им е вистинска атракција и традиција. Не радува тоа што сакаат да дознаат и се интересираат за нешто што е многу старо и нешто што ќе постои и никогаш нема да изгине, а тоа е виното и винската конзумна култура. Кое вино го преферираат? Имаат ли можеби некое омилено
Па сега зависи сепак од вкусот. Пред се дали е обожавател на црвено или на бело вино. Ретки се тие кои што знаат да побараат некое розе, но сепак се почесто ги сакаат црвените вина. Уште во најстари времења, нели, црвеното вино е опишано како символ крвта на Исус Христос, кој што и ден денес во црквите се точи, за различни ритуали се конзумира. Значи, црвеното вино им е пред се во првенствена линија, а подоцна доаѓа и белото. Но сепак дамите знаат се почесто и бело вино да побараат. In vino veritas, во виното е вистината. Ние денеска се потрудивме да ви објасниме како да стигнеме до квалитетно вино. Кое вино со која храна оди и како да го послужите. Доколку ви се допадна, дојдете и посетите го музеот на вино во Демиркапија. Тука ќе добиете уште многу други информации кои ве интересираат за виното. И покрај тоа ќе пробате квалитетно тиквешко вино. Овде се одјавуваме Агроспектар и следната недела ќе биде со вас. До тогаш, пријатно!